Евроамбасадорот Рокас му го предаде извештајот на собранискиот спикер Гаши. На затворена седница во Законодавниот дом го представи пред координаторите на претеничките групи. Бројни се забелешките за тоа што е направено, односно тоа што не е направено, а не е направено ништо во судството и во поглед на владењето на правото. Уставните измени остануваат блокада на европскиот пат на Македонија. Брисел го повика собранието да ги направи конкретните чекори за внесување на бугарите во уставот. Трагедијата од Кочани, во која загинаа 62 млади луѓе според ЕУ, предизвика протести поради коруптивни практики, системска институционална негрижа и недостаток на надзор врз основните безбедносни стандарди и владењето на правото. Позитивен исчекор од друга страна е целосната усогласеност на Македонија со надворешната и безбедносната политика, особено политиките околу Украина и руската инвазија. За јавната администрација Европската комисија нотира дека Македонија е умерено подготвена за реформите, со главен акцент дека се добри чекорите со реформските закони кои беа донесени летоска. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Cleaning up corruption, cementing the rule of law and supporting free media are also about national and European security, as they are about the prosperity of the country and the people. Security is at the top of everybody's agenda right now. That is why we have already deepened the security and defense cooperation with accession countries. We have signed joint security commitments with Ukraine, established security and defense partnerships with Moldova, North Macedonia and Albania, and are about to launch a new security and defense dialogue with Montenegro. Експертите велат, ЕУ е единствена во ставот дека уставните измени мора да се спроведат, па Македонија кога тогаш ќе мора да ги спроведе. Оваа влада се обида да го мрдне тоа, но најде на неразбирање или од Бугарија или од самата Европска унија и постојано затварање на вратата, така да речем, бидејќи се што се обида се одложено дејство на уставните измени со мала промена у преговарачката рамка да се исфрли протоколот 2, со некоја добра волја од Бугарија да регистрира здружение за некој од тие 14 или колку се веќе пресуди од Страсбург. Ништо од тоа не се случи, иако се направи обиди. Само прашањето ми е што уште имаме во карти, што би рекол Трамп, во игра, за да тоа нешто се направи, ама добро е што посебно со ваквиот исход на изборите, што актуелната владеачка коалиција, не само во МРД, помене туку и Влен, се во, да речем, лагодна позиција, тоа е зад нив и сега може со нова енергија да се концентрира на тој решавање на тоа прашање. Црна Гора е државата која доби најдобра оценка од ЕУ. Брисел ги подели земјите од Западен Балкан, Молдавија и Украина во две групи. Во првата, која забрзано чекори кон Брисел, се Црна Гора, Албанија, Молдавија и Украина, додека Македонија е во втората група која треба да направи значителен исчекор напред во друштво на Србија и Босна и Херцеговина. Даниел Василев, Сител телевизија.